Минатиот четврток, додека студентите и професорите од факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство протестираа пред владата, извикувајќи немаме зграда, учиме пред влада. 100 метри подолу во градскиот парк министерот за образование Јетон Шакири, прашан од новинарите, не понуди никакво конкретно решение за проблемот со просторното сместување на Финки. Утрово со нас во емисијата е професор доктор Боро Јакимовски, декан на Финки, и ќе позборуваме за овој проблем кој што се провлекува неколку години. Фактички од самото формирање на факултетот има проблеми со одржувањето, со конкретно место за одржувањето на наставата. Добро утро, професоре. Добро утро. Најавивте заедно со студентите дека ќе протестирате се додека не се донесе конкретно решение, односно проширување на просторните капацитети, кое што пак е времено решение, бидејќи во меѓувреме со години исто се чека да се изгради зградата, новиот објект на Финки, кој што се наоѓа кај ректоратот на УКИ. Има ли слух владата за вашите барања? Ние изминатите 2 години активно соработуваме и покажуваме иницијатива во насока на изнајдување на трајно и привремено решение, бидејќи по завршувањето на ковид кризата и враќањето на студентите назад во клупите со физичко присуство се соочивме со зголемен проблем за обезбедување на просторни услови. Изминатите 2 години се обидувавме да најдеме финансиски средства за адаптирање на постоечки простори. Тоа го направивме минатата година. Сега е во тек привршување на адаптација на одреден простор за амфитеатар во рамки на техничкиот кампус. Меѓутоа, сепак ни е потребен се уште дополнителен простор кој што би можеле да го искористиме. Во таа насока, веќе пред година дена побаравме да се надмине овој проблем со обезбедување на дополнителен слободен простор кој што го има државна институција, тоа е Бирото за развој на образованието во рамки на кампусот, кој што се уште немаме решение. Тоа беше причина за нашите протести по на некој начин надежта дека на седницата на влада на која што беше ставена како точка ќе се одлучи, меѓутоа тоа не беше одлучено, пошто ние пристапивме кон мирен протест. Секако ќе продолжиме и понатаму со протести, додека не се најде решение. Има некои сигнали, меѓутоа треба да видиме. Исто така, министерот во таа прилика во четвртокот рече дека од Бирото за развој на образование дале негативно мислење дека не сакаат да се иселат од 3 бараки што ги држат во технолошкиот кампус. Тоа во ред, како институција може да дадат негативно мислење, меѓутоа сметам дека сепак тука владата одлучува како ќе располага со имотот и секако треба да направи споредба на потребите на бирото, кое што е многу едноставно да промени локација за вработените кои што ги има, отколку да се промени локација на факултетот или студентите кои што се многу голем број и вработените секако над 100 на факултетот да менуваме локација. Имаше во минатото повеќе предлози кои што на наша иницијатива беа пронајдени каде да се смести новата локација на бирото. Сега има некои нови можности кои што се на повидок. Се надевам дека владата ќе донесе позитивна одлука во наша корист. Професоре, како може да ни објасните како се одвива наставата? Еве, станува збор, негдека прочитав дека се 5000 студенти на Финки. Да. Како овие 5000 студенти учат, следат настава, полагаат испити? Навистина е предизвик. Распоредот, особено кога треба да го прави продеканот за настава, е наистинска ноќна мора. Кај нас паралелките се доста променливи. Од година во година различен број студенти го запишуваат различен предмет, се менува број на професори по предмет и така натаму, кој што, бидејќи предметите се големи, имаат повеќе стотици студенти, дури над 1000 во прва година секако.
И во таква ситуација навистина е голем предизвик да се направи распоред каде што во тековните просторни услови кои што ни ги дават на располагање трите факултети во техничкиот кампус, тоа се технолошко-металуршкиот факултет, машинскиот факултет и факултетот за електротехника и информатски технологии. И од последните 2 години и педагошкиот факултет, кој што е преку булеварот Партизански одреди до техничкиот кампус, релативно во близина, успеваме некако да направиме распоред. Меѓутоа студентите имаат најчесто големи празни простори, дупки помеѓу часовите кои што ги имаат во нивниот распоред, бидејќи секако е тежок предизвикот да се најде и секако тука се и студентите на постоечките факултети кои што секако имаат предност во користењето на нивните простори. Така, имате соработка со УКИМ затоа што министерот Јетон Шакири како уште едно привремено решение за Финки спомена во една дебата или дискусија останатите факултети од УКИМ, доколку имаат празни училници, капацитети, предавални, да ви ги препуштат? Тоа е опција, меѓутоа навистина УКИМ е дисперзиран во градот. Многу е од едниот крај на другиот крај на градот. Ние на почетокот кога се формираше Финки како спој на Институтот за информатика при ПМФ и на Институтот за компјутерска техника и информатика на ФЕИД, екзистиравме привремено во двата кампуси. Меѓутоа тоа беше само за студентите кои што беа затекнати во нивните студии во рамки на повисоките години. Меѓутоа ново запишаните студенти решивме на едно место да ги лоцираме и полека го напуштивме тоа бидејќи пред се и за професорите е проблем да патуваат, имаат час на едно место, па потоа патуваат на друго, па назад на друго. Се губи време и секако за студентите беше макотрпно. Така што таквото решение да користиме дополнителен простор за факултетот е на некој начин невозможно, освен да се доизгради некаков екстра капацитет таму каде што се сместени. Бидејќи таму каде што се сместени има најголем капацитет и природно припаѓаме во тој кампус. Секако новите објекти кои што треба да се изградат се во другиот кампус, меѓутоа и таму има кога би се преселиле би имало можда дополнително користење на други простори и така натаму. Таа зграда е проектирана многу одамна, 2013 кога не бевме само 2 години стари и запишувавме можда 600 студенти, можда помалку. Нема да одговара на новите услови? Па ќе биде предизвик и таму. Меѓутоа има други објекти кои што секако би имале нешто барем наше. На едно место да бидете. На едно место сите. Ќе биде предизвик и тоа сега. Така, станува збор за информатички науки кои што се сега многу барани на пазарот, значи тие кадри се многу потребни и еве со тоа што самите студенти излегоа на протест, значи дека цела оваа ситуација влијае многу демотивирачки врз нив. Исто така морам да споменам дека тие се и видно разочарани од министерството во однос на доцнењето на студентските кредити, стипендии, односно студентскиот оброк и сите тие проблеми. Ова е едно дополнително оптоварување за вашите на Финки. Верувам дека имаме голема поддршка од студентите и ние пред се како професори ние имаме канцеларии, тоа не е никаков проблем. Меѓутоа ние се бориме за да обезбедиме подобри услови за студентите за на некој начин поедноставно испроведување на наставата. Секако дека има можности многу. Ние во минатото работевме да се обезбеди тој дополнителен простор на техничкиот кампус со помош на министерството и тука навистина им благодарам, има слух во изминатиот период. Меѓутоа продолжувањето на тие објекти или евентуално изградба на нов објект, секако тој објект таму кој што е во општествениот кампус може да најде друга примена во рамки на универзитетот, има и други единици на универзитетот кои што се дисперзирани по раштркани низ градот, така што би можело дури и да се најде трајно решение и за нас и во техничко-технолошкиот кампус. Имаше една иницијатива пред 4-5 години за воспоставување на технолошки парк во рамки на техничко-технолошкиот кампус со голем простор каде што ќе дојде и компании, ќе имаше и стартапи простори така натаму, кој што навистина ќе беше идеално место
еден од објектите да биде наменет за факултетот, а секако останатите да бидат наменети за технолошкиот парк. Така, професоре, еве во една ваква ситуација кога нарушено е и достоинството на самите и на наставнички кадар и на студентите, се наметнува тоа сосема логично она незадоволство што постои кај младите и постојано што си заминуваат. Точно тоа го кажете на почеток, ние како факултет продуцираме кадар кој што е високо баран и секако е високо платен. Уште од самиот почеток, нашите студенти уште во текот на студиите активно работат. Ние имаме задолжителна пракса во текот на студиите, во текот на 3 месеци и во текот на таа задолжителна пракса тие имаат комуникација со компаниите и веднаш дури во текот на студиите започнуваат со работа, се вработуваат, што придонесува до кога ќе дипломираат, немат дипломец кој што не е вработен, за среќа, а секако и платите веќе кои ќе дипломираат може да им се над просекот секако, а може да им стигнуваат и до просечна плата во секторот. Така што брзо напредуваат, високо се барани и сметам дека една од важните индустријски гранки во државата представува информатичката индустрија, секако го движи просекот на просечната плата нагоре, токму таа и така. Така, исто така предизвик е најавуваната и што бавно се спроведува дигитализација во јавниот сектор, каде што ваквите кадри информатички ќе бидат повеќе од потребни. Тоа е друг проблем, дигитализација на јавниот сектор, секако јавниот сектор како што се соочува со проблем на ограничена плата, каде што секако компаниите поради големата потреба ги повлекуваат што е можно повеќе кај информатичките инженери. Така што тука се соочува проблем дефинитивно јавниот сектор. Има еден закон кој што се уште во собрание не е поминат, законот за безбедност на мрежи за информатски системи и дигитална трансформација, кој што сметам дека навистина ќе придонесе да тргне работата малку на подобро во таа насока. Се надевам дека наскоро ќе биде усвоен и ќе биде формирана таа агенција која што навистина ќе даде голем придонес кон забрзаниот развој на дигиталното општество, а секако тука главни носители ќе бидат нашите студенти. Дури и една од можните локации е заеднички да биде на една иста локација факултетот со агенцијата, така што да има многу голема блискост. Имаше и такви мои иницијативи во просторот на Рамстор или во други некои простори кои што може државата потенцијално да ги купи, ако да не гради, да имаме таква заеднички простори. Како стручен кадар од факултетот ве консултираат ли кога има проекти во владата, министерството кога има специфични, дали учествувате на тие јавни повици? Ние како факултет многу повици? активно сме вклучени во многу процеси на дигитализација, дали како индивиди, дали како представници на факултетот, при тоа максимално контрибуираме до носење на нови законски решенија, носење на стратегии, сме консултирани, така што тука секако ги поддржуваме во минатото многу и институции во процесот на нивната дигитализација. Тука е пред се Министерството за образование и наука, кое што ни е матично министерство, а секако и Министерството за здравство и другите институции сме во многу тесна соработка со цел да помогнеме да ги надополниме едноставно потешкотиите кои што тие се сретнуваат со немање можност да вработат повеќе информатички инженери. Да, меѓутоа треба и да имаат и соодветни плати, а платите во јавниот сектор не се толку... За жал, да, тоа не се конкурентни за овој пазар. Така, и професоре, јас се надевам дека ќе успеете за добро на студентите, на овие генерации што сега се школуваат на финки и на наставничкиот кадар, верувам дека ќе успеете да издействувате. Јас сум многу голем оптимист. Има некои сигнали, некакви поместувања со кои што ги толкувам дека ќе бидат по позитивна насока, наскоро да се барем привремено решение да се најде за нас, а потоа трајното секако ќе продолжиме. Затоа и
До некаде нашето излегување на протест е и да се подигне свеста за во иднина по-проактивно да се делува кон побрзо надминување на нашиот проблем. Ние именно имавме протест во минатиот четврток. За оваа недела решивме да го поместим, да немаме протест, бидејќи во вторник ќе имаме маратон по повод роденденот на факултетот. Роденденот на факултетот именно е на 33-ти. Ние во понеделник ќе ги доделуваме дипломите на дипломираните студенти во минатата година. И на 2 април ќе одржиме маратон покрај Вардар со крајна цел завршување пред владата, каде што ќе имаме потоа и мал мирен протест. Целта ќе биде символично значена како зграда на Финки, така што трчаме кон целта. Се надевам дека тоа ќе биде убава демонстрација на вашите цели. Исто така верувам, може би ќе се вселите до завршувањето на изборите во зградата на БРО, меѓутоа сепак завршувањето на вистинскиот објект, на планираниот објект за Финки ќе остане на новата влада. Да, секако овие наши активности верувам дека ќе бидат позитивни за секако да се развие свеста за новата влада веднаш да се зафати со побрзо решавање на овој наш проблем, за да може да се најде трајно решение за факултетот. Секако секогаш се менува влада, има процес на запознавање, ние секогаш во институциите каде што им помагаме, кога ќе се настане промена, има процес на запознање, секако има и други проблеми, не сме само ние во министерствата, си имаат и други приоритети. Меѓутоа сакаме да бидеме високо на агендата на следната влада. Тука станува збор и за факултетот за физичка култура, кој што исто времено го чека новиот објект. Професор доктор Боро Јакимовски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата и ми беше мило да присуствувам и да ги споделам тековните активности и секако да се во надеж на остварување што побрзо на нашите барања. Ви посакувам успех. Почитувани, останете со програмата на Слободен печат. Во продолжение следува разговорот со пратеничката и председателка на ЛДП Моника Зајкова со мојот колега Денис Абдула.